Традиционално, како и секоја година во пресрет на 4 ноември, пресконференција во вид на отчет на градоначалникот на општина Битола. Градоначалникот Талески на пресконференцијата го честита денот на ослободувањето на Битола и информираше за сработеното од минатиот до овој роден ден на градот. Како најзначајни настани во изминатиот период ги издвои Битола во УНЕСКО и признанието за транспарентноста на општината. Битола секоја година добива некакво признание во однос на оно што го работи. Еве, минатата година, значи целата ова измината година, имавме една радосна, пријатна вест, кога бевме информирани дека Битола влезе во УНЕСКО. Вие знаете дека Битола е во УНЕСКО како филмски град, како креативен град и со тоа ни се направи голема чест, се разбира. И исто така стана центар на едно обкружување или Balkan Cinema Cities, центар на Балканот за одредени креативни процеси кои што веќе започнуваат во Битола. Ние веќе со BCC имаме подпишано меморандум и веќе аплицираме заедно, значи општина Битола, BCC, Универзитет од Албанија на одредени проекти кои што очекуваме и ние во период заеднички да ги реализираме. И не беше само тоа една убава вест, туку Центарот за граѓански комуникации за степенот на активната транспарентност. Значи, знаете што е тоа. Тие ги следат сите институции во Република Македонија, државните и локалните, ни додели многу високо второ место. Талески исто така посочи дека продолжува реализацијата на долгогодишните проекти, при што ги издвои инвестициите во индустриската зона Жабени, како и најавената гасификација и топлификација на Битола во текот на наредната година. Во индустриската зона Жабени, покрај Кромберг и Шуберт, кои што имаат околу 2,5 до 3,000 вработени наши граѓани и патем да кажам кои што се охрабрија заради кризата малку подоцна, во секој случај сега веќе тоа го прават, тоа требаше да е завршено досега, но тие веќе се прошируваат, својот капацитет го прошируваат и во новата сала која што доградуваат паралелно со истава сала или во продолжение на истата сала, на истата фабрика, ќе има можност да се вработат уште 1500 ново вработени наши граѓани. Веќе го имаме првиот сигурен 100% инвеститор, тоа е Цера Метал од Атина, од Грција. Тие веќе ги купија парцелите и веќе работат планска документација со која што ќе ги спојат парцелите и сакаат да инвестираат околу 12 милиони евра во фабрика која што ќе произведува метални производи и конструкции за потребите на одредени градежни ресурси. Имаме најава на уште две големи компании, едната е од Италија, другата е од Турција. Јас очекувам миниот период и тие да се јават и да ни потврдат, значи се работи за една турска компанија која што треба да произведува алатки, дополнителни алатки за земјоделските машини. И уште една италијанска фирма која што исто така купи парцели, а таа пак ги преработува зеленчуците во прав за потребите на хотелиерите. Во своето обраќање, градоначалникот исто така информираше и за тоа што е сработено во општина Битола, односно кои проекти се реализирани и кои се во тек на реализација во сите области на општественото живење. Ги сумираше реализациите на инфраструктурните проекти, поставувањето на автобуските постојки, уредувањето на училишните дворови, изградбата на велосипедски патеки, како и градежните активности во комплексот Арама.